повторно во Политихрон. Повторно продолжуваме со нашите дискусии, со нашата прошетка, екскурзија една низ сите оние великани на минатото, на теориите, на политиката, на државата, на стратегијата, со кои што се надеваме да ги предизвикаме, луѓето кои што ни го киднапираа животот и не доведува во една ситуација во која што и самите себе си веќе не можеме да се препознаеме. Спомнавме веќе дека е нужно виталниот елемент на еден народ да се препознае. Да се препознае од кого? Да се препознае од старешините на тој народ, пред се од интелектуалните старешини, од мудреците, какви што се денес, например, универзитетските професори, какви што се публицистите, новинарите, културменаџерите, сите оние луѓе кои што го создаваат јавното мнение, а кои што во голема мерка му служат на невладиниот сектор, самиот по себе онтолошки, а политична форма на изразување, а во голема мерка и анационална, да не кажам антинационална, кој што никако не може да биде поистоветен со една здрава национална политика и визија, кој што секој народ мора да има ако сака да опстане во оваа џунгла на светската политика. Значи, сите тие мудреци мораат секогаш да го препознат оној витален елемент на еден народ, тоа се младите, тоа се студентите и на тој сегмент, на тој елемент на севкупното општество да му ја понудат вистинската визија. Во минатата епизода спомнавме како Макс Вебер во 1918 година ја препознал младината која што тргнала по утопистичките и нереални перспективи на болшевичката револуција, која што за Германија била фатална, токму поради сецесионистичките движења во Баварија и други држави, кои што се јавиле во исто време и се заканувала кон една потполна имплозија на земјата, и наспроти тоа нудел една конкретна визија на реполитизираната младина која што точно знае што сака и на кој начин тоа да го добие. Иако меѓувојната Германија била се, само не сцена, во која што оваа визија на Вебер би успеала, сепак долгорочно, онаа Сојузна република Германија ќе понуди токму такви можности и не случајно стабилноста која што повеќе децении ќе постои, ќе биде предуслов за оние 30 златни години на Сојузна република Германија, во која што ќе настане тоа германско економско чудо. Секогаш мора да постои еден јасен политички концепт кој што ја нуди таа стабилност за да може една земја да се развива. Во таа смисла е и тоа како актуелно ова тврдење на Вебер дека само реполитизацијата на највиталните, на најсилните, на оние кои што во себе го имаат и генетското и антрополошкото како еден залог за иднината, тоа се секогаш младите интелектуалци, може долгорочно да биде залог за успех. Се друго, било нивната политизација, било нивната бескрајна радикална идеализација која што би ги водела до барање на нереални утописки желби, дефинитивно е рецепт не за толку за нивни неуспех. Јасно дека тие тогаш нема да успеат. Сите радикални студентски движења во 20-тиот век се, како што многу пати и досега кажавме, рецепт за ова, рецепт за еден гигантски неуспех, но многу повеќе е прашањето кој тогаш би дошол. Вебер ни одговара дека неуспехот на реполитизацијата на студентите би довела до она што тој го нарекува пат на германците како воински народ и успон на германците како свештенички народ. Значи, како еден декадентен народ на бескрајни дискусии во кој што сите дискутираат, а никој ништо не решава. Во таа ситуација војската повторно би станала носител на еден фанатичен мистицизам и без постоење на јасна конкретна политичка структура која што би нудела конкретни резултати, едни мали победи, со кои што би се одело до голема победа, овој мистицизам би бил пак резултат за една катастрофална ситуација, за еден катастрофален пораз, како што се случи во 40-тите години, во Втората светска војна, зашто што и беше на крајот на краиштата тој брак на Хитлер со германскиот милитаризам, ако не триумф на тој лут мистицизам, во кој што веруваа дека откриле некои тајни од пред 5000 години, во кој што Аненербе одеше од Тибет до Перу барајќи некои древни раси, некоја Атлантида, не барајќи конкретни резултати, во кои што само, пак рекол, со мали победи, како што беа оние во 10-тите години, кога што сепак тие ги поништија резултатите на поразот од 18-та, можеа да создадат една силно обединета Германија, но никако Рајх до Урал. Зошто е ова за нас актуелно?
Затоа што оној момент, кога како резултат на сите тие порази на обоените револуции, на сите тие порази од 90-тите години до денес, дојдовме до една деполитизација на младите, дојдовме до една радикализација која што повторно, радикализација на улицата, која што повторно долгорочно водеше до една апатија и деполитизација. Паралелно со ова се издигна една митологизација и една мистификација на политиката, болна мистификација во која што безброј подкасти постепено почнаа да не убедуваат во секакви довчера луди теории, од рамни земји до паралелни, потполно ненаучни истории, алтернативни, ете Хитлер е жив, не знам кои се таму анунаки, вонземјани, се со цел да се создаде токму тој предуслов за новиот катастрофален пораз. Она што на една конкретна земја и треба, тоа е конкретна стратегија. Ако јас имам една ситуација во која што имам одредени средни приходи, одредено образование, одредени социјални контакти, јас не можам да се надевам во овој живот да станам Рокфелер. Но јас можам да се надевам да си го подобрувам животот чекор по чекор и можеби еден ден да успеам и нешто крупно во животот. Исто така еден народ не може да се надева на некоја тајна формула, на некој решение кој што преку ноќ ќе му ги реши сите проблеми. Тоа бил проблемот со фанатизираната војска која што барал Вебер да се деполитизира, како што ние мора денес да бараме. Разните академии, разните невладини организации, но и разните подкасти кои што ни ги нудат сите тие алтернативни назови знаења да бидат деполитизирани, за виталниот младешки студентски сектор да се реполитизира и заедно со оние мудреци, ако воопшто некој останал нормален, да понудат конкретно решение. И пак тоа решение не е инстант решение на враќање на некоја стара слава, не е инстант решение во кое некој супермен, а не Нербе од приказната на Хитлер ќе дојде и преку ноќ ќе понуди решение на победа на сите непријатели. Туку тоа е конкретно решение каде чекор по чекор за период од 10, 15, 20 години се остваруваат мали победи. Тоа го правил Бисмарк конкретно. И тоа е разликата меѓу Бисмарк и Хитлер. Бисмарк упорно 30 години ја шиел Германија, додека не ја сошил 1871, токму понизувајќи ги французите во Париз, во Версај. А Хитлер сакаше преку ноќ да го направи тоа истото и да направи империи од Урал, дали до Тибет, дали до Перу, но на крај завршувајќи жалосно вршавините на Рајхсканцеларијата во Берлин. Веќе споменатиот во минатата епизода Фегелин, токму сето ова го теоретизира со таа негова теорија за тие, тој ги нарекува гностички или псевдо ескатолошки учења, кои што токму тоа го нудат. Тие ги нудат тие инстант решенија. Крушчов вика во 50-тите години до 2000-та година, или има теорија една алтернатива до 80-та ќе настане комунизмот. Што ако не настане? Хитлеровите учења се дека барајќи ги тие древни атлантистички трагови, ќе се формира таа нова надраса, ариевска раса, тие нови луѓето, и на едно место им вели на неговите соработници: јас го видов тој нов човек, треперев пред него, значи некој нов надчовек, плавушан, кој што ќе ги победи сите други, и инстант решение, сега ќе имаме победа, ќе бидеме број 1, херен раса, херен фолк, господски народ. Тоа е тој проблем. Никогаш еден здраворазумен политички човек на тој начин не размислува. Прво, што ќе направи првата дистинкција е една ампутација на сето оно што му звучи неразумно, што му звучи рационално или едноставно, му го троши времето и енергијата. Само една конкретна прагматична акција. И тука политичките луѓе се и тоа како прагматични, и тоа како практични, и тоа како знаат каде да подадат рака, кон кого да се свртат и како можат да ја остварат таа основна база во која што има место само за идеалисти, ама идеалисти кои што знаат што очекуваат за 5, што за 10 години. А тоа никако не е некој рај, некоја вечна победа, туку една борба чекор по чекор.
Јас можам само да направам овде една мала екскурзија, малку да излезам од оваа тема. Се сеќавам во мои дружења со луѓе од шпанско говорно подрачје. Тоа за мене беше еден помалку културолошки шок. Тие не сметаат дека некогаш настанала некоја потполна победа. Например, со победата на Шпанската револуција, на Кубанската револуција, или например со победите на Чавес во до сите 90-ти години, туку дека се работи само за една мала победа. Кај нив политиката не е ништо друго туку серија победи, да, и порази, после кои што и натаму следи борба. Борбата е смисла. Како што велат кинезите, патот почнува со првиот чекор. Ако патот почнува со првиот чекор, за нас се сите тие чекори важни и никако не е важно да се оствари, не знам, некоја победа после која ќе се спиеме, после која ќе се само анестезираме и после која ќе престанеме да мислиме на светот, кој што останал ист, таков, лош, полн со зверови, џунгла, кој што во било кој момент може да не проголта. Ова е главна разлика кој што политичкиот човек го дели од било кој друг сањар, фантазер, од човек кој што живее во било какви утопии. Тоа може да е поетот, може да е сликарот, може да е уметникот. Тој едноставно разговара со музите, разговара со идеите. И тој ја има таа привилегија која што конкретниот практичен политички човек ја нема. Конкретниот човек, било да е владетел, било да е следбеник на тој владетелски круг, мора секогаш да дава конкретни резултати. И секогаш, токму како комунистите што има петолетки, прва, втора, трета петолетка, да има јасен отчет кон себе си, кон својот круг, кон своето движење, кон својот народ. Тоа го направи, тоа не го направи. Во првите 5, 10, 15, 20 години. Само тогаш, кога една по друга мала победа, постепено ја создава таа голема победа и кога постепено сваќаме и структурата на победата, можеме да кажеме дека од поразени станале победници, затоа што политиката, исто како што разликува пријател и непријател, разликува победен и победник. Уште Хераклит ова го вика. Значи, војната кај него, војната како квинтисенција на политиката. Од војната не треба да се бега и не може да се бега. Војната кога тогаш ќе не стигне. И 2001, и кој знае кога пак. Војната, тоа ни сведочи Украина, тоа ни сведочи Венецуела, тоа ни сведочи Газа. Војната е придружник на политиката, нејзина квинтисенција, нејзина круна. И Хераклит затоа вика, војната едни луѓе ги направи робови, други луѓе ги направи господари, едни луѓе кралеви, други луѓе слуги. Ако војната ја има оваа магична моќ, луѓето да ги претвара во различни категории во општеството, во историјата, зашто политиката би го немала тоа исто? А ако политиката може на овој начин да ги класификува, да ги претвара луѓето во раководители, во следбеници, во ајде да го земеме тој марксистички термини, експлоатирани на крајот на краиштата. Но политиката, не конкретниот производствен процес, како што веруваа марксистите. Затоа што политиката е онаа главна инстанца во која што се кршат тие копија, во која што се носат одлуките. Тогаш и тоа како вреди да се влезе во тоа поле и да се свати сета таа структура и сета таа природа на тој политички човек. Да им се одземе оружјето на сите оние фантазери кои што залутале во политиката, да им се одземе оружјето на сите оние, па макар и крајно добронамерни луѓе кои што внесуваат мистиката, ирационалното, фанатичното, митолошкото во политиката, кои што едноставно на овој начин црпат од колективните енергии на народот. Колективната енергија на народот, кога потполно би била усмерена кон една конкретна цел, па макар и да е маличка. Например, пред да ја обедини Германија, Бисмарк размислува како да ја победи Данска, една мала Данска, денес тоа би било смешно, еве, сите се смеат Данска, Гренланд, Америка. Ама за Бисмарк тоа е важно. И цела моќ на таа, тогаш Северна Германија, тој контролира скоро половина од денешна Германија, тој джин за Данска. Сите тие се усмерени само на тоа да ја победат Данска и да одат натаму. Да одат кон големиот триумф што ги чека во Париз. Тој голем триумф бил можен само преку победите врз такви мали лилипутански противници како што била Данска. И сите ние во нашиот живот, и сите ние во нашата политичка активност имаме такви мали лилипутански противници. И на нас ќе биде да избереме дали ќе се занимаваме со разни
алтернативни теории, дали ќе се занимаваме со разни, не знам, вонземјани, анунаки, рамни земји и какви се не глупости од тип Хитлер е жив, или ќе се занимаваме со конкретни политички планови. А тоа е не да го бараме нашиот Париз, туку да идентификуваме нашата Данска, колку мала и беззначајна да е, и да го решиме тој мал проблем на најмалиот од непријателите, одејќи потоа кон средниот, па кон поголемиот. И така, до конечниот триумф. Во име на тој триумф, јас ве поздравувам.